се конституира во овие моменти. Основачот Љубе Бошковски најави дека новата партија ќе дише во вратот на самобендисаната власт. Вети реални резултати од економијата и политиката, а не виртуелни кампањи. Дали ќе чепне од членството на поголемите и веќе етаблирани партии не откри. Катерина Цаневска го следи основачкото собрание на Обединети за Македонија. Ја вклучуваме во вестите. Кате, кој освен Бошковски е во раководството на неговата партија? Има ли изненадувања, звучни имиња? Горан, прво добро вечер од пред универзалната сала во Скопје. Инаку основачкото собрание ќе започне по гостувањето на господинот Љубе Бошковски во вестите на Еден телевизија. Тука со нас е и господинот Бошковски, но и дел од идното раководство на новата партија Обединети за Македонија. Добро вечер. Добро вечер до гледачите на Еден телевизија. Значи, прашањето од студиото беше дали ќе има звучни имиња во партијата? Ќе има компетентни, одговорни, искусни луѓе кои ќе можат да ги решат проблемите со кои е соочена Република Македонија во овие тешки моменти и на економски и на политички план. А дали ќе успеете нешто да чепнете од пратеничката група на ВМРО-ДПМН? Јас сум од секогаш бил и ќе останам фер играч. Јас сакам мојот тим да ги заработи изборите и да триумфира на следните парламентарни избори и тогаш да формираме наша пратеничка група со која ќе ги решиме проблемите во Република Македонија. Но во разговор со новинарите рековте дека има интереси од пратеничката група на ВМРО-ДПМН, но и од други партии во собранието. Сигурно дека има голем интерес. Денеска добив и неколку писма. Добивам писма секојдневно. Милион пораки од граѓаните на Република Македонија, посебно од членството на ВМРО, кои се спремни со формирањето на новата политичка сила Обединети за Македонија да се приклучат, свесни дека само заедно обединети можеме да гарантираме подобро денес на граѓаните на Република Македонија. Рековте дека ќе дишете во врат на самобендисаната власт. На кој начин? Само ќе критикувате или ќе нудите решенија? Македонија и граѓаните на Република Македонија се наслуша во овие 2 децении самостојност и демократија од разни ветувања, од виртуелни светови, се наслушаа граѓаните на Република Македонија за подоброто утре. Ние нудиме проект со кој проблемите ќе ги решиме денес, сега кога се настанати, без да бараме вина во генерациите на политичари пред нас или во генерациите на политичари зад нас. Тоа ќе го направиме и нема тоа да биде буквално, но ќе нудиме за секој проект, за секоја визија, за секој чекор кој ќе го направи владата решение за излез од кризата во која длабоко е навлезена Република Македонија. Господине Бошковски, според најавите од другите политички партии, веќе можевме да забележиме, тука се представници и на СДСМ, тука се представници на ДУИ, на ДПА. Меѓутоа, последната информација која што јас ја имам од вашата некогашна матична партија е дека не добиле покана од вас. Дали им испратите, зошто? Ако не им испратите, зошто? Ние најуредно им испративме покана до раководството на ВМРО-ДПМН, но ВМРО вечерва е во преполната универзална сала, а тоа ќе видите за неколку минути. Добро, ви благодарам. Горан, тоа беше јавувањето од пред универзалната сала, значи се очекува во секој момент да започне основачкото собрание на новата политичка партија Обединети за Македонија. Ти благодарам, Кате. Повеќе детали за тоа очекуваме во наредното издание во вестите во 23. А новиот субјект на македонската политичка сцена под раководство на Бошковски, политичкиот